после 3 години напори и разговори со Министерството за земеделие, со Македонската асоциација на преработувачите, донесеме одлука за минимални откупни цени на Куртовската капија во летото, значи 2016 година. Меѓутоа, тие цени ден денеска не се почитават, иако ние има упатени реакции, известија и барања до сите надлежни институции, значи преработувачето се терат понивно, директоратор на инспекторатот за земеделие не презема никакви мерки и од тука, значи, денеска, преку Сојуз на синдикати на земеделски производители од Струмица и сите земеделци од Струмичкиот регион, бараме подитно да се врати договорените откупни цени на градинарските и индустријските производи на ниво на цените кои беа договорени во февруари. Ова година на нашата заедничка средба, вие лично и други представници од МЗШВ со представниците од преработувачите, земеделските здруженија кои ги засега овој проблем. Имено на таа средба договоривме прифатливи цени од трите страни, а веќе 10 дена во регионот откупните цени на овие производи се најмалку 50% пониско. Доколку, значи, не се исполнат нашите барања и не се одржи ветувањето, ние ќе организираме масовни и радикални протести и ќе оповикаме целото граѓанство во зимскиот период на непослушност. Значи, ние договориме минимални откупни цени, ќе потенцирам уште еднад, значи, минимални откупни цени, првата екстра 24 денари, првата класа 20 денари, прва и втора 17 денари и трета класа 12 денари. И шкарто 5 динара. Значи, срамота е за Струмица, срамота е за региону, денеска има цена од 10 динара на Куртовска капија и луѓето не може да се платат струјата. Луѓе, сватејте. Значи, многу сериозно, не бараме никаков нешто што не е устварливо, значи бараме владата да најде можности и мерки белешките од 12 динара да бидат и од 10 динара преправени и да се исплате на земеделците ретроактивно по 17 динара цена. Ние од државата само бараме од министерот тоа што го договоривме, значи да се одржа. Владата си дава субвенции по 3 динара на кило, дава субвенции по 3000 на мерка површина за секоја година и тие мерки ние ги поздравуваме и бараме да се изголемат тие субвенции. Меѓутоа преработувачите и трговците на терно прават зулум. Тоа не е било, значи има богатро од 2 година, иако ги оценуват на производителите секој ден. Уште денеска купуваме, утре не купуваме, камионите врват полни, фабриките работат со полн капацитет, а на земеделците останува, значи, голи и боси да пречекат зимата. Имам пипер берено, 100 на трактор дома, нема откуп, не го взима. Чаре шо, ако не го дадем, ќе го фрлим, шо ќе го фрлим. Ни на пазаро не од... Шо ќе го правим? Да, имаме питано, това во моментот е престанен откуп. Да и денеска имам информации, значи паднане на 10 денара, со цените не може да се... Таа е нивната тактика, пред да падне цената, 2 дена не собират пипер, нигде. Они знаат и таа година има многу засадно пипер и така остана. Значи, лани и полани кога имаше недостиг на пипер, они се моля на владата там на премиерот да им овозможа се по-добро за контингент там за да увезват, да им даа помош, а вај година, кога има количина, седат се мирни и кротеци.